Значи, растителните влакна, во самата своја смисла, тие не се храна. Зошто не се храна? Бидејќи нашето тело не ги обработува, во смисол не вади нешто од нив, па да го внесе во крвта, да го абсорбира, велиме во дигестивниот систем, и да го употреби, дали за енергија, дали за градбен елемент или за што и да е. Растителните влакна остануваат само во цревата. Значи, тие проаѓаат, остануваат само во цревата и излегуваат. Меѓутоа, имаат две клучни функции, кои што се многу важни. Првата е одржување на здравје на дигестивниот систем и на здравата микрофлора, тој микробиом. Нели сега во последно време многу често се зборува за пробиотици. Сигурно сте прочитале, сте слушнале како се зборува за здрави бактерии во цревата, колку тие се важни за имунитетот, особено пак и децата. И тоа е многу нова тема, многу вака да речеме модерна тема. Значи, важноста на бактериите, на добрите бактерии, на пробиотиците. Меѓутоа, тие се хранат со пребиотици, односно пробиотици, тоест бактериите се хранат со пребиотиците, кои што всушност се растителните влакна.